што е понуден во првата фаза, јас се жалам што ќе изразам едно разочарување. Ако тој закон остане така, нема да се открие ништо. Бидејќи тој така направен на проформа без никаква суштина. И сега, колку дозволува времето, накратко на почеток да скицирам само неколку работи од тој предлог на закон за дополнителен услов за вршење на функција или попознат како закон за лустрација. Таму на почетокот ќе видите има една инспиративна одредба која вели законот ќе важи од 44-та година до денот на влегувањето во сила. И потоа има една формулација која што сушно дерогира оваа почетна формулација која вели предмет на лустрација ќе бидат носителите на јавни функции и кандидатите за носители на јавни функции. И сега, ако се знае дека од 44-та година најголем дел од луѓето се починати или се веќе пензионери, еден дел од таа кодошка мрежа ќе остане нечепната. Тие луѓе веќе никој пат нема да бидат носители, со оглед на нивната возраст од 44-та, никој пат нема да бидат кандидати за носители на јавни функции. Втор момент од законот, што е за мене крајно индикативно, е изземена таа олигарскиска структура, што така во јавноста популарно ги викаат тајкуни. Тоа е за мене се сега може малку така повулгарно да се изразам, тоа се тие транзицијски гангстери кои што направија невидена економска диверзија врз сопствениот народ. Сите знаеме тие десетина луѓе фактички оплячкаа целата држава. А јас за тие луѓе тврдам дека тие од најраните години, почнувајќи ги своите работни кариери во социјализмот, сите беа доеден соработници на службата за државна безбедност и врз основа на таа соработка ги гради своите кариери. Значи како градеа завидни работни кариери, така градеа и завидни кодошки кариери. После со плурализмот, со приватизацијата, сега гледаме станаа и најбогати луѓе, знаеме на кој начин, исто се изземени од тој закон. Тоа значи дека полицијата ги контролираше и преку нив финансиските текови? Да, тоа е тврдам за таа олигарска структура што е кажуваат. Трет момент од законот, овој предлог закон се изземени универзитетските професори. Значи универзитетски професори кодоши и натаму ќе едуцираат нашата младина. Од законот се изземени новинарите. Значи новинари кодоши и натаму ќе го креираат јавното мислење. Од законот се изземени академици и писатели. Значи академици и писатели кодоши и натаму ќе ни креираат фалсификувана историја. Изземени се пензионерите кои што во претходниот систем биле на високи политички функции, а кои што биле соработници на службата. Значи тие пензионери кои беа креатори на илјадници гробови, на секати на семејства во комунизмот. Добро, застанете тука. Прашањето треба ли или повторно треба да се вратиме на старите решенија? Не, за сите. Повелете. Па, јас мислам дека многу касниме со овој закон и затоа останавме на опашката на демократските движења во Европа. Тој и самите го признаваме. Законот е императив на времето. Било јас како представник на Сдружение на политички затвореници, ние сме на став дека подобро било каков закон него никаков закон. Ваков како што е понуден законот, стварно не ги опфаќа, не ги фаќа оние што треба да ги опфати. Например, не се опфатени наредбодавците, него само оние што доставувале информации. А информации има илјадници луѓе кои што биле приморани да доставуваат, нарешто од аспект, јас зборувам за албанците претежно, бидејќи тој проблем го знам, им биле одземани пасоши, па биле приморани да даваат изјави дека ќе соработуваат, и повторно им биле враќани пасошите. 6 или 8 години лежавте во затвор? Јас бев 13-7 години лежав. Да. Само еден момент. За нас е многу важен овој закон, нарешто со надополнување, ние ги имаме нашите приметби за оние што ги кршеле и тогашните закони, и тогашните меѓународни права. Јас можда бев единствениот политички затворник кој што имав правници во кругот на моето семејство, и за моите антиуставни активности, да речеме, против системот тогаш и тие други категории, јас знаев каква казна ми следува. И стварно јас за организирање, за противуставно, за уривање уставниот поредок, знаев дека е тоа максимална казна 15 години, и јас бев спремен и нарешто реков, ако имам среќа да не ме фата, добро, ако ме фата,